Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе се сврти кон економијата. Без нова шанса на младите, на повозрасните, нема шанса оваа држава да оди напред. Ќе ставиме знак на еднаквост помеѓу домашните и странските инвеститори. Оваа држава ќе му помогне на секој оној кој отвара ново работно место. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз во првите 100 дена ќе донесе нов закон со кој ќе ги реши стечајците и нивниот проблем. Во првите 100 дена ќе донесеме закон со кој ниту една плата во Македонија нема да биде пониска од 9000 денари. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе донесе закон со кој на сите постари од 65 години, кои не успеале да создадат или да соберат доволно стаж за редовна пензија, ќе им даде шанса да користат државна социјална пензија. Груевски и неговите една работа не научија. А тоа е дека пред избори си кандидат на партија. Ако те изберат, ако после избори станеш премиер, министер, председател на држава, ти си премиер на сите, на цела Македонија, и на тие што те гласале, и на тие што не те гласале. Еднаква ти е обврската да водиш сметка, да водиш грижа за сите. Гледајте што ни се случува во Македонија. Струмица, Куманово, Охрид, Карпош немаат, ама буквално никаква поддршка од централната власт. Дури она што по закон е должна да го направи, не го прави. Напротив, се обидува по секоја цена да ги попречи, да ги блокира. Погледнете што се случува во ваша општина, во Карпош. Ја третираат како да е гето, како да е карантин. Сегде може негователките во градинките да влезат во редовен работен однос, ама во Карпош не може. Ако се градат улици, се градат до границата на општина Карпош. Погледајте Илиденска до кај направија. Карпош не е гето. Карпош е, ако веќе сакаат со тој речник, единствената слободна територија во Скопје. А до 5 на 5 јуни, таа слобода од Карпош ќе ја префрлиме, ќе ја прелееме на цела Македонија. Цела Македонија ќе биде слободна како Карпош.